Ке доцни се идбата на оризот во Кочанско, Карбинско и Виничко, оризарите не можат да влезат во нивите. Само 10 до 20% може во нивите моментално да се влезе, значи површините уште не са изсадени. Сега моментот не е подготвено од страната на водостопанство Кочани, ниту се они подготвени, ниту па ние како земјоделци сме подготвени да влеземе во нивата. Дел од проблемот се лошите временски услови, дел се уште неисчистените канали. Иако екипи веќе еден месец работат на терен, каналите се уште не се целосно исчистени. Поради ова, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски најави итни и вонредни мерки за помош на оризарите. Ќе овозможиме дополнителни работни часови на таа земјоделска механизација која што е таму и нормално соодветна земјоделска механизација која што ќе овозможи чистење и на примарната мрежа за наводнување, за доведување на водата за наводнување и нормално на секундарната мрежа за која што најдобро ја знае водната заедница од општина Виница. Освен каналите, проблем за земјоделците се и попуштените мостови преку кои поминувањето е ризично. Во наредниот период ќе излеземе веќе сме излезени на терен и знаеме кои се ни поточно мостовите, а со тоа што ќе преземеме активности да ги реализираме или уствари да ги реконструираме тие мостови или пристапни патишта за земјоделците. Колку се во ова ќе им помогне на оризарите. Ќе имаме каснење на оризот во сеидба, ќе имаме каснење бидејќи временските услови не дозволуваат да се влезе да се обработуваат површините, но се надеваме како оризопроизводители дека сепак со мало заказнување ќе успееме да ги насееме површините оризови. Првите количини на вода за наводнување треба да потечат на 18 април. Вода први треба да добијат земјоделците од Оризари и Кочани. Инаку во 4 општини од истокот подори се 4800 хектари. Лани од нив се добиени 17500 тони арпа, односно 12250 тони бела ориз. Главно досега овде се сееше сортата Андреа, но сега овдешните оризари ќе се преориентираат кон сорти со пократка вегетација.